основното училиште Лазар Трповски, Андреј Јанчевски го чекаме. Веќе почнеме на големо да бъде. Го чекаме од основното училиште Владо Тасевски, поточно ја чекаме Елена Мерџановска. Вечерва сакавме заедно да организираме едно заедничко дружење, да ги прогласиме првенците на генерација, да ги наградиме сите оние кои што освоиле први места, било да е во некоја дисциплина, математика, физика, хемија, биологија и така натаму. Сите што беа постигна одлични резултати во спортот, како што, например, Владо Тасевски се државни прваци во кошарка, Петар Попарсов се државни прваци во одбојка девојчиња, значи 40 на млади луѓе се први во нешто во Република Македонија и на меѓународни надпревари. Исто така овде вечерва има едно пано, едно платно на кое што сите ги запишуваат своите желби. И покрај тоа ова вечерашно дружење има и хуманитарен карактер. Сите што имаат лектири кои веќе не им се потребни да ги остават на своите другарчиња кои што доаѓаат по нив и кога ќе наредната година, сега седмите кои ќе бидат 8 да имаат лектири од кои што ќе можат да се подготвуваат. Дали оваа полуматурска забава ќе прерасне во традиција? Да, оваа година значи издвоивме некои 600.000 денари, до година ќе биде најмалку 3 пати повеќе, веројатно ќе ги облечеме сите ученици, ќе потрошиме многу повеќе средства за оваа нивна забава. Многу сме луѓе тука, ај првенците ќе ги симнеме. Кај се првенците? Ајде таму да одиме. Сите првенците Владо Тасевски, Нена Димитровска да дојде. Тука ли е Нена? Моника. Нена, трени рака. Добре. Со мене е Петар Пројчевски од основното училиште Јана Москоменски. Ја дојдов награда во училиште СЕМОС за 50% попуст за курс по информатика. Значи ти си оној кој ќе му го поправа компјутерот на Жаре? Па да. Кажи ми, претпоставувам дека си работел некој проект за да ја добиеш оваа награда. Да, работев проекти во училиште и бев на надпревар по информатика. Ени Вучидогова е уште една ученичка која доби награда. Кажи ми од кое основно училиште си? Доаѓам од училиштето Јана Москоменски. Наградата која ја доби беше за што освоив прво место во меѓународен надпревар во Србија и исто така освоив и во државно. На која тема се надпреваруваше предмет? По виолина. Значи ти си еден од музичарите идните на Карпаш? Да. Како ти се допаѓа вечерашната забава? Па супер е, се забавувам многу со моите другарки. Супер е. И Ина Димова доби награда која ја врачи градоначалникот Стефче Акимовски. Кажи ми од кој училиште доаѓаш? Јас доаѓам од училиштето Јана Москоменски. Кажи ми која е наградата која доби по кој предмет? Јас добив награда за првенецна генерација во ОУ Јана Москоменски. Тоа значи дека тебе ти дат сите предмети? Да. Сигурно имаш некој омилен? Па имам повеќе омилени предмети, математика, англиски, географија. Кажи ми како ти се допаѓа забавата? Супер е забавата, но ми се допаѓа концертот од идолите. Има дружење со сите школи од Карпош. Која е Анита? Чека да го прочитам. Анита и Антоанела. Зидот на семејството Филеви ќе го красат уште две пофалници. Тоа се пофалниците на Анита и Антоанела. Кажи ми зашто беа пофалниците? Пофалниците беа за постигнатиот успех низ целата учебна година и све што сме постигнале на неа. Кажи ми од кој училиште доаѓате? Доаѓаме од основното училиште Војдан Чернодрински. Дали ви се допадна вечерашната забава? Да, прекрасно беше. Супер си поминуваме. Што све треба да се сработи за да се добие една ваква пофалница? Па треба да се постигне голем успех, многу учење и многу напор и да се постигнат добри оценки и добри успеси во скоро сите полења. Тоа значи дека треба да бидеш добар по сите предмети? Да, треба да бидеш одличен по сите предмети. Дали имате добивано други награди? Да, имаме добиено, ние сме стипендисти од Карпош, добиваме стипендија за
најталентирани ученици.